Синоќешната сообраќајка, нажалост, животот го загубија 3 лица, како што кажавте. Согласно првичните информации кои што ги добив, станува збор за огромна неприлагодена брзина од страна на еден од учесниците во сообраќајот, кој што нажалост е починат. Минатата недела дел од потребните закони кои што се нужни да се променат се ставени на енер, а се поврзани со имплементацијата на Safe City како проект, така да се надевам дека во иднина со еден сеопфатен пристап, како во делот на законската легислатива, така во делот на осовременување на патната инфраструктура и секако во делот на превенција кој што го имаме континуирано во рамки на Министерството за внатрешни работи, ќе имаме помал број на жртви во иднина, затоа што бројките се катастрофални.